Преку ова линковско вклучување до нашите гледачи ќе доближиме една, би рекла, необична тема, која прави спој меѓу модата и психологијата. Токму поради тоа, наша денешна соговорничка е Сара Серафимовска, моден психолог. Добро утро и благодарам што се одзвавте на поканата за овој разговор. За првиот впечаток често се вели дека е најважен, па колку облеката што ја носиме може да влијае врз начинот на кој што не перцепира некој со кој што се среќаваме за прв пат. Здраво и фала што дојдовте во наша посета. Првиот впечаток знаем да е многу битен. Има истражувања кои што кажуваат дека првите 3 секунди кога ќе видите некој од одма, знае многу да смени за тоа како го доживувате и кои се вашите мисли кон него или неа. И заради тоа многу е битно да се представиме баш така како што треба во таа одредена ситуација, дали е тоа на работа, дали е тоа на состанок, дури па ако одите до продавница, за да знае и тој што ве гледа што да очекува. Дали облеката е поврзана со нашата самодоверба, па дури и со однесувањето или можеби и размислувањето? Да, дефинитивно тоа е цикличен ефект. Многу е битно како ќе се облечеме, дали тоа ни дава доверба, самодоверба односно, и потоа како не доживуваат другите и што другите како се однесуваат со нас. Заради тоа што и начинот на кој што тие се однесуваат со нас, знае да ни ја сруши или да ни ја надополни таа самодоверба. Заради тоа кажуваме дека е цикличен ефект, заради тоа што влијае и на нас и другите врз нас. А каква е поврзаноста меѓу социјалните мрежи, односно новите медиуми што се дел од нашето секојдневие и модните трендови? Дали создаваат притисок или пак можеби создаваат простор за индивидуализам во стилот кој што го градиме? Специфично за Македонија сметам дека доколку се инспирираме од социјалните мрежи или од некои инфлуенсерки, тоа е добро заради тоа што треба да имаме храброст да се облекуваме малце поиндивидуално и како во нашето општество треба нешто такво, значи треба да се инспирираме, треба да пробаме нешто поразлично, треба да бидеме похрабри, посмели. Сметам дека тука не би требало да има никаков притисок, но често знаеме да осетиме притисок за специјални настани, да бидеме на одредено ниво облечени и тогаш може исто така да помогне стилист или моден психолог за да не се осеќате така. Сара, за крај на разговорот би ве прашала која е логиката зад феноменот немам што да облечам, додека имаме плакар кој што буквално е препон со секакви парчиња гардероба. Супер прашање, често со нашите клиенти го имаме баш овој феномен и генерално тоа е почнува од самото купување нели на алишта. Имаме тука некоја допаминска интеракција која што ни е добро кога ја осеќаме, кога ќе купиме некоја парче, добиваме малку допамин и поради тоа можеби купуваме и повеќе од тоа што ни треба. А вториот ситуација е тоа што често од премногу избор па не знаеме како да се насочиме што да одбереме и тоа е знае да е генерално поголем проблем кај жените заради тоа што премногу размислување прави некој вид на замор и решаваме да облечеме цело време едно исто и заради тоа ние решаваме сега овој викенд да направиме еден моден базар каде што жените ќе можат да дојдат и да се видат некои различни парчиња кои што ќе ги извадат од нивната комфорт зона и може да разгледаат парчиња од втора рака и да си го надополнат нивниот ормар со парчиња кои што навистина им требаат и со наши совети нормално. Сара, ви благодарам за овој разговор на оваа тема која што верувам дека беше исклучително интересна за дамите, а колеги овде ќе го заокружиме ова линковско вклучување со клучната порака дека иако можеби според многумина облеката не го прави човекот, психологијата сепак сугерира дека таа е тесно поврзана со начинот на кој што се чувствуваме.